ВМРО ДПМН промовираше резолуција поврзана со прашањето за мигрантите, со која, како што наведуваат, се осудуваат дезинформациите и се утврдува јасна државна политика против нелегалната миграција. Од владеачката партија тврдат дека во владините политики не постојат ниту ќе постојат планови за мигрантски кампови и дека резолуцијата има за цел да ја смири јавноста и да ја постави темата во институционална рамка. Таа е составена од 9 точки и во неа стои дека се осудуваат дезинформациите за наводно прифаќање мигранти и изградба на кампови, се потврдува дека такви политики не постојат, ниту ќе постојат, се поништуваат сите претходни аранжмани на владата на Заев поврзани со мигрантски кампови и се повикува на одговорен, јасен говор, заштита на безбедноста, стабилноста и меѓуетничките односи. Исто така, се констатира дека свесното ширење дезинформации ќе биде санкционирано согласно важечките закони. Резолуцијата воспоставува јасна државна политика против нелегалната миграција и стапува во сила веднаш по нејзиното изгласување. Од ВМРО ДПМН истакнуваа дека во владините политики не постојат планови за мигрантски кампови и дека во јавноста биле пласирани информации кои според нив не се подкрепени со факти и создаваат непотребна вознемиреност. Во таа насока, оваа резолуција на ВМРО ДПМН ќе ја предложиме во Собранието на Република Македонија и од таа причина ги повикуваме сите парламентарни партии заедно да ја поддржат. СДСМ пак продолжува да обвинува. Излезе со обвинување дека прашањето за мигранти е поврзано со пошироки политички и финансиски договори, за кои тврдат дека јавноста нема целосна слика. Власта не се грижи за граѓаните, се грижи само за себе. За бизнисите со наместени тендери, за криминалот и за пумпање пари од буџетот, очајно им треба свеж кеш. Затоа ја продаваат Македонија. Затоа прифатиле мигранти во пакет со кредити од 6 милиарди евра. Паралелно, ВМРО ДПМН спроведува намерна изолација и ја држи Македонија надвор од Европската Унија. Не за заштита на националните интереси, туку за свесно оддалечување од Европа. Од СДСМ повторија дека според нив постојат договори поврзани со прифаќање мигранти и дека прашањето го поврзуваат со финансиската состојба и европскиот пат на државата. Обвинувањата ги темелат на, како што велат, политички проценки и информации со кои тие располагаат.